Ферплей на телевизија Телма е она што вие го гледате и ова неделно попладне. Ви благодарам што имаме вашата доверба, а ова е едно од нашите последни изданија некаде пред крајот на нашата четврта сезона, во која што редовно ги отвораме спортските теми што сметаме дека се важни и убави и значајни, дека сакате да ги видите и да ги чуете. Со задоволство ќе најавам дека денеска во емисијата ќе имаме ексклузивно интервју со еден од најпопуларните спортисти што ги има Македонија и би рекла миленик не само на возрастните, можеби најмногу од се на децата. Има причини за тоа, тој е еден од нашите најпознати фудбалери, дел од репрезентацијата на Македонија и во моментов е фудбалер кој што е впишан во нашата историја како некој кој што го направи најскапиот фудбалски трансфер од сите македонски фудбалери. Тоа беше неговото преминување од Наполи во Лајпциг. Верувам дека голема улога за тоа што јавноста го сака, игра неговата харизма, енергија, некоја питомост која што има во себе, а се разбира најмногу радосни носи со се она што го прави на теренот, посебно кога го носи националниот дрес на Македонија. Чест и задоволство ми е да најавам дека мој денешен гостин е Елиф Елмас и се радувам на тоа што следните минутки ќе ги искористиме за да ги дознаеме можеби најубавите и најзначајните нешта што се дел од неговата досегашна кариера, затоа што ги има многу, а тој е, се разбира, се уште млад и верувам дека многу нешта се допрва пред него. Ферплей стартува сега, вас ве канам да останете со нас. Денеска имам на вистина голема чест и максимално ќе уживам во следните минути кои што ги имам за разговор со Елиф Елмас. Не се сомневам дека вие ќе бидете со нас и ќе слушнете што се тој денеска има да ни каже. После неколку години од кога го даде последното свое ТВ интервју, како што реков, задоволството е огромно да му посакам добри дојде во Ферплей на Елиф Елмас. Елиф, здрав. Добро најдов. Фала ви на поканата. И се надам да ќе уживаме сите заедно. Да го користиме крајот на фудбалската сезона и фактот дека имавте обврски со репрезентација. Стартувам од таму. Дали беше вкусно симит погачата што изедовте по враќањето од Казахстан, дека долг е патот, а и заслуживте после таа победа? Искрено ти кажам, право, после таква победа и тешка победа, ќе кажам, може и изгледаше малце и лошо како го одигравме тој надпревар, но некогаш мора да знаеш и дека има и такви надпревари кои што полека стануваме искусна репрезентација и знаеме веќе на искуство да победиме и таа утакмица беше една од тие и после толку долг пат, да речеме 6 сати, па 6 сати назад, таа симит погача беше стварно одлична. Да, како беше чувството се вратиш во Чаир, какви беа реакциите на луѓето кога са бајле, колку било 5-6 часот? Немаше никој за среќа, али ние бевме стварно среќни после таква победа и кога се симнавме сите од авион, кога ќе погледнеш табелата и си прв за едни квалификации на светско првенство со такви противници како Велси, Белгија, Казахстан и Лихтенштајн, пошто денеска сите играат фудбал, бевме среќни и беше договорот поише души да идеме да едеме симит погача, но останавме само четворица, тихо го нема у кадар. Најхрабрите тихо го нема на фотографијата, да, инаку ќе видиме ти, Стефан Ашковски и Зајков. Да. Не беше супер све. Добро. Имаше и поништен гол во овој циклус ти. Имаше многу нервоза околу тоа? Па не, искрено овој циклус морам да кажам дека ми беше најрелаксиран. Не знам зашто. Така го дочекав и надпреварот против Белгија и против Казахстан со искрено голема мотивација и фокус кој што стварно знаев дека се битни овие два надпревари и знаев што може да ни донесат, така да
Белгија беше стварно одличен надпревар за сите нас, за сите 11 играчи и тие што се на клупа со се стручниот штаб. Направивме еден добар резултат кој што можеби во иднина може и да ни донесе едно светско првенство. И да биде клучен. Така да после тоа Казакистан одличен надпревар исто. Супер Тој беше. гол што беше поништен, искрено неколку пати веќе анализирав, мислам дека и не беше офсайд и не беше мој гол, беше гол на Бојан Илиевски, затоа што јас само шутнав онја таа топка ја додирна. Повеќе ги бев среќен ако беше гол и беше даден на Бојан Илиевски, а ние победевме со 2-1. Ајде следните, секој е следен надпревар, нова шанса за убави сценарија. Сега го споменавме заморот, како стоиш на психолошки план, заради тоа што не е дека беше лесна оваа цела сезона и на клупски план, имаше и промена, дојде во нова средина, таму беше и успешен, меѓутоа се на се, каква оценка ќе дадеш? Ти изморија многу минатите месеци? Па можам да кажам дека да, искрено ме изморија, тешка сезона имав целосно, кога ќе видиш, затоа што во Лајпциг, како што знаете, не играв. Имав доста пат и психички и физички. Али кога дојде тој момент више да се одлучува за нешто, морав да одлучам и да си го најдам патот повторно за да можам да бидам конкурентен во тие топ клубови и мислам дека направив добар чекор кој што го одбрав Торино. И самиот резултат се виде многу брзо. Одма уште првата такмица постигнав стварно добар гол кој што мене ми се свиѓа, искрено посебен гол кој ако го анализираш така добро ќе видиш дека е посебен гол и после тоа малце исто така ми беше тешко затоа што нова средина, нов град, сам не бев со моите, како што знаете јас секогаш одам со моите и беше тешко да кажам, оваа сезона целосно беше тешко, но сега сум стварно најрелаксиран, максимално сега ќе одмориш малку. Фокусиран само да одморам овие 2-3 дена и после тоа се фаќам за работа повторно, пошто знам дека морам да работам упорно, затоа што се уште си имам мои цели кои што сакам да ги исполнам, а знам дека можам и се надам дека ќе успеам. Ќе ми ги кажеш малку подоцна, сега ќе ја вратам приказната за да можеме, односно да можат гледачите малку поубаво да ја сватат твојата филозофија, како сакаш да функционираш како човек и фудбалер истовремено, да ги споиме тие двете работи. Прво, само малку за стартот. Го памтиш најпрвото одење на тренинг? Да. Оно кога облече копачки, дрес, опрема, што и да е, кога отиде? Искрено не беа копачки, беа патики, пошто отидов прв тренинг и памтам баш на татко ми го изедов, што се вика... Ти инсистираше на тоа или татко ти беше иницијатор да одиш? Не беше иницијатор. Никој не беше иницијатор да станам јас фудбалер или да почнам да тренирам. Ти сам? Никој. Јас самиот од себе знаев уште од мал што ме прави среќен и што можам да направам. Добро. Уште од мали години имав некои си планови. Али нормално не на тие години. После тоа како што растев веќе сваќав што ми треба у животот, али тие први денови кои што требаше да одам на тренинг, реално го изедов татко ми за само да ме однесе на тренинг и се реши едва и што се вика и ме однесе ми рече ќе те однесам кај еден човек и отидовме баш тогаш у Гази Баба, Фенербахче Тефејус, Сетко и таму беше мојот прв тренинг и он баш ме праша дали знаеш нешто од фудбал. Реков, па викам, знам нешто како дете, обично ми вика дали знаеш да жонглираш, ја викам да, викам знам и почнав нешто да жонглирам и баш кога виде со топката како работам, окей беше све, но после тоа ми рече ај сега со глава да видам дали знаеш со глава. И јас ја фрлив топката вака и вака туп, значи со овој дел на главата ја удрав нагоре и он ме гледа и вика вака не можеш да направиш ни два, што се вика. И ме фати овде позади вака. Вака ме фати за косата. Имав поголема косичка тогаш. Ме фати вака и ми рече вака ме наведна. Толку оштро уште од прв ден што се вика, ме наведна и ми рече со чело ќе гледаш горе и некоја линија, точка ќе обележи и така ќе правиш да можеш да работиш со глава и да жонглираш со глава. И од тој момент почнав се подобро и подобро. Таму ги научив сите ствари, технички, што се вика. Се работеше само у сала и некогаш имавме мали турнири и
идевме некогаш у неделата идевме на пример Инџиково, идевме у Арачиново, игравме некои утакмици со некои екипи кои што е како Илинден, со такви екипи. И со тек на време више некоја етапа стигнав да речеме да морам да си одам од таму и да почнам клупски да не клупски се уште, него реков со татко ми размислувавме баш уште од тогаш, сега мораме да уште малце подобриме некои ствари. И тогаш беше момент кога се одлучивме да идеме у Форца, кај Јовче Џипунов. Морам да кажам дека и тоа добри 2 години работев со Јовче Џипунов. Секој ден, секоја недела останував дури плюс да работам, дури со постари, дури со помали. Никогаш не го гледав као срам тоа што ќе работи со помали. Јас обожавав само да работам со тренерот Јовче Џипунов и со помладите. И останував и накнадно плюс. И стварно ме донесе до една етапа кој што он самиот рече више сега е моментот да си најдеш клуб. Да. И тога почна се да речеме. Веќе го споменуваш неколку пати татко ти, си уште е многу важна фигура во твојот живот. Објасни ми сам на кој начин, како функционирате? Имаш некој кон него страво почит, имате пријателски однос, вклучено во твоите одлуки, дел ти е голем од животот. Еве сам кажи ми како ти гледаш на неговата фигура и улога. Не, видете, немам ни не е тоа страво почит, ја го почитувам татко ми пошто без него немаше да бидам ни јас овде, што се вика, тоа е почит од сите нас кои што така растеме од мали нозе, што се вика, така не учат дека мора да се поштуваат постарите, не само татко ми, сите и понатака и тие други постари луѓе кои што се. Ја и ден денеска некогаш се заборам и знам да кажам на пример бате, пошто тоа ми има останато. И јас со татко имам однос одличен, искрено. Се согласувате? Се согласуваме за све, затоа што знаело некогаш да има конфликт, нешто да сака условно ти забрани, многу мал беше кога почна ти се случуваат големи нешта. Малолетен. Јас знаев што можам да правам. Јас више уште на мали години више сваќав што ми треба и што можам и колку можам, затоа што како што ви кажав, ние како мали сме учени до каде можеме и што ни треба. И јас знаев дека не можам да поминам нешто кој што стварно не би било убаво за мојата фамилија, за татко ми, за такви ствари. И не ни пробував уопште. Он мене многу работи ми има забрането. Јас некогаш се љутев. Бил во право? Да, потпуно. Не само за тие работи, за многу работи. После можеби нема да ги видиш ти одма сега, али после некое време ти се враќајќи ќе речеш, да, татко ми беше управо. И јас многу пати отидов и му кажав, да, ти беше управо. Например, ние го викаме баби, вие го викате тато, јас го викам баби. И неколку пати му кажав, да, баби, ти си управо. Отидов и тоа лично, без никаков срам. И денеска, ако у случај он е управо, јас морам да ти дам, признавам и тоа е тоа. Некогаш има и кај што не му признам, затоа што ако сум право, значи сум право и треба да признајам. Тогаш ако е повозрастен, тој мора да прифати. Не, се зависи кој е управо некогаш. Зависи некогаш не спаѓаме заедно у истиот дел, али 99,9 јас викам, се оставам на татко ми, пошто толку многу му верувам, кој што знам дека нема никогаш погрешно да направи, сепак е татко. Татко ми, мајка ми, брат ми, сите мои околу што живеат со мене, имаат максимална почит и слободност со мене, така да татко ми што и да прави за мене број 1 и тоа е тоа. Ете така. Работнички верувам дека си има посебно место во твоето срце, тоа не може да се промени и така треба да биде. Вака кога ќе дојдеш во Скопје, па дури кога не си тука, знаеш до ден денес да сакаш да следиш што се случува, што таму во клубот има, сеедно, какви се резултатите, кој таму се движи, кој игра, или веќе си сосема оддалечен од таа приказна? Не, искрено се ми интересира. Јас тие работи ги пратам, баш и пред некој време пратев дека се уште има Фенербахче Тефиус
за млади категории, млади играчи. Пратам и Форца исто, многу деца ќе дојдат после тренинзи кога имаме репрезентација, ќе се сликаат, ќе ви кажат јас тренирам кај Јовчиџи Пуно, Форца, такви ствари. И работнички исто така го пратам цело време. Баш сега има новости многу. Мислам дека имаат добар тренер сега Бојан Марковски, он беше дел со мене кога ја бев у работнички, исто така многу научив и многу ми помогна кога бев млад, имав 15 години. Да. Он беше таму као постар и сега е он назначен на нов тренер. Тоа го знам исто така. Да, значи сепак следиш. Да, следам све. Да. Следам и Македонска лига, кој што стварно Добро, промената е многу од моментите кога ти беше дел од Македонска лига и за жал на полошо, но ќе дојдеме до тоа. Сега сакам за еден момент кој што е можеби клучен во твојот живот и кариера и важен, а тоа е моментот кога Фенербахче те забележа и очигледно направи доволно за ти да прифатиш да отидеш таму, ама не била таа лесна баш така приказка да се отиде. Затоа те молам сега да ја раскажеш, имаше само 17 години и што се случи? Значи целата иницијатива беше нивна? Да, нивна беше цела иницијатива. Каде те забележале? Не, јас уште од претходно имав некои планови што не успеав да ги реализирам. И тоа беше се деси од како што одиграв тој надпревар против Шпанија. Кој што можам да кажам едни од најдобрите 45 минути цел мој живот, можам да кажам дека го промени. Да, за тие што не знаат, само подсетине кои се играчи тогаш игра против тебе. Ова е за гледачите што можеби не ја гледат. Инеста, Бускетс, Иско, Давид Силва, Диего Коста. Да, и Елма 17 години и не се исплаши. Не, немав, искрено да ви кажам право, на почеток на надпревар дури почнав да плачам кога ги видов, затоа што не ти реално играш, да речеме, PlayStation и PlayStation играв со нив до вчера, што се вика, и после тоа искачаш на терен, треба да се соучи со нив. Имав доста интересен диалог со Несторовски у репрезентација за оваа случка. Ајде. Он ми рече... Добро, Нестор секогаш да сака совети да дава. Ајде. Нестор, Буба, имаше доста играчи тука и ми вика сега кога ќе влезеш, ако случај влезеш у игра, ќе трчаш како куче, ќе трчаш ова, она, вака, така, по нив. И јас им реков вака, викам, слушајте, викам, ја не гледам дека нешто они имаат поише од мене. Викам, имаат една глава, две раце, две нозе. Не знам што има поише од мене, нема ништо поише од мене. Теренот е мерило, викам. Ќе се чукнеме, ќе видиме, викам, кој што, како и кој ќе трча по него, реков. И така почна се до тоа. Искрено, сите ме правеа будала кога ме видеа, кога го кажав тоа. Дека имаш премногу самодоверба? Да. Не само доверба, тоа е, како ти кажам, карактер. Не е само не секогаш искача самодоверба, него карактерот. Тоа беше уствару нервоза, што се вика. И он ми рече, Нестор, абе ти дете си улаво. А јас сум многу добар со Нестор ден денеска и вика, ти си дете улаво, ми вика, улаво, ја првпат го имам слушнато улаво. Тоа било на Прилевски, значи. И реков, окей, ќе видиме, викам, баш бев црвен, целиот испод нешто се вика, дека прв собир ми беше, седев у еден ќош, пошто немаше место на маса. Да, нов си тука. Нов, у ќош, мораш да ќутиш, што и да ти зборат, повеќето не зборев, само ќутев, слушав. И тоа беше само што го кажав. Искрено, после таа утакмица се сменија работи. Се сменија многу работи и одиграв баш како што му кажав на Нестор. И Нестор дојде ми даде рака после утакмица, да ми пушти рака. Тоа е многу важно. Океј. Ми пушти рака и ми рече свака час бато, пошто он тогаш почна бато да вика, пошто јас ги викав сите бато, пошто бев многу помлад од нив. И тука можам да кажам, све се промени, тука ме виде Фенербахче, имав доста понуди. Тој момент кои други понуди? Еве кажи ми бар некоја друга понуда. Имав Барселона Б, имав Реал Мадрид Б, имав Арсенал, Сити, имав Турција скоро сите екипи од Галатсарај, Трабзонспор, Бешикташ, имав Германија, Фрајбург, Франкфурт, доста екипи имав. И сега од оваа гледна точка? Имав Холандија, ПСВ, Херенфен, Гронинген, има... Се тоа тогаш? Во моментите кога и Фенербахче сакаше да... Да, моментите кога Фенербахче сакаше. Имав Селта Виго, Еспанјол,
доста клубови Добро. имав, искрено. Имав Бенфика, Спортинг Лисабон, Порто. Како ја направи одлуката сега, тоа мора да знаем. Генк ми беше еден од фаворитите со ПСВ. Кај што И сакаше да Херефен, одиш? Размислуваше? Тие три ми беа на прво место, затоа што гледав Белгиска лига и Холандска лига како одскочна даска, да речем, затоа што ако ти идеш на млади години у Барселона Б или не знам Реал Мадрид Може Б, би ќе си Манчестер изгубиш Сити, во- Арсенал, да. може да си изгубиш. И затоа ми беа како прва опција ПСВ, Херефен и Генк. Но Но Фенербахче кога дојде искрено не верував и мислам никој не веруваше у такво нешто. во што? Во нивната понуда. Понудата понуда беше многу чудно, искрено на Што беше 17 чудно? години, финансискиот дел беше нереален. Реално беше не можев да кажам едноставно не. И јас не верував, пошто знаете татко ми работеше у сладкара и сите мои преговори ги вршеше татко ми. Татко ми дојде дома и ми вика Фенербахче, вика, више скоро 3 недели, вика, стојат, вика, седат кај мене, вика, у сладкара, вика, има цифри, вика, кои што се нереални, вика, што те им кажам, вика, не знам, вика, ги гледам, вика, им кажувам, вика, не, вика, нема шанси, не, и више скоро, колку мора да кажам, 3 недели, дека им викавме не, но после тоа го викна Перо Антич. Да, Перо Антич тука одигра некоја улога. Да, Која беше? одигра улога, дојде, знаете, кога ќе видиш на 17 години еден човек како Перо Антич, нормално дека пак имаш некоја емоција плюс, затоа што он не и беше голема личност за македонскиот спорт, пошто играше во НБА, освои многу титули и такви ствари. Така е, потоа и во Турција стана точно, умилен. Да, и баш дојде он, тогаш ме зема татко ми исто мене, да се видиме сладкара и разговаравме малце на темата Истанбул Фенербахче и се уште не ни беше многу верно, али од кога дојде Перо Антич малце ни стана некои работи дека не сака да ви излажат. Точно. Да. И после тоа отидовме дома, а јас веќе имав карти да отпадувам за тој следен клуб кој што требаш да им биде, но отидовме на она што се вика финансиски дел. Рековме, добро, ако веќе идеме негде, дај ќе пробаме, пак им кажеме тоа и тоа, утре ако дојде спортскиот директор може да се сменат некои работи, па видете вие. И они утре дента у 7:30 сабајле го пратија спортскиот директор у Скопје. Да дојде во Скопје. Да, и ја точно памтам, татко ми ме разбуди у 7 и ми рече треба да идеме да го земеме спортскиот директор, пошто јас знаев турски. А татко ми не знае баш добро турски. И отидовме, го земавме, после тоа го викнав Никола Ѓошевски, кој што он не со мене од тој момент и претходно, да. Добро. Пошто он тогаш ни гледаше и адвокатските работи и нормално ни помагаше за многу ствари. И отидовме у Мериот, ден денеска памтам, само ни кажа, ве молам дајте ми 2 сати да одморам малце и после 2 сати се гледаме. И ние отидовме, прошетавме малце и он ни се јави после 2 сати и ние седнавме некој зборчиња, јас си кажав меѓу себе, само извади еден лист, го стави на маса и рече, окей, ова баравте, окей, штиклирам, тоа баравте, штиклирам, тоа баравте, штиклирам, тоа баравте, дури и за татко ми што се вика има работа, за брат ми школување. Што се, имате некои нешто што до ден денес ти се дел тоа што реков од твојата филозофија на функционирање, сакаш твоето семејство да биде со тебе, има ли некои други услови што ти се важни да ги имаш освен финансискиот дел? Да, нормално, секогаш јас гледам фамилијата да биде со мене, брат ми, сестра ми, татко ми, мајка ми, тоа што значи треба да бидат обезбедени, да имаат што да работат, кај да учат. Не, веќе не им треба да работат и такви ствари, но тогаш во тој момент брат ми беше многу мал, сестра ми исто така многу мала и моравме, јас исто бев млад и моравме некако да се стабилизираме, што се вика, и брат ми деше у Фенербахче у школа, пошто у Фенер има посебно школа само што се од Фенер и учеа
например, децата на Ван Перси, на Мартин Шкртел, кои што се звучни имиња, и брат ми го помина тоа школа. И кога ти видиш тоа школување е многу потешко, пошто не те пуштаат додека не научиш. Мораш да поминеш една стварно убаво школување, што се вика, и ден денес брат ми и сега у Италија учи стварно на ниво на кој што високо е, ниво. да. И тоа беше едниот, морав тоа да го направам за да ги повлечам сите у Турција. И тоа све прифатија и едноставно не можеше да се каже не. Не можеше да се каже не. Реално ние се погледнавме со бат Никола, пошто бат Никола беше до мене, татко ми таму и татко ми не гледа и ја му и бат Никола само ми рече, вика, Чеко, пошто Чеко го викаше, му вика, Чеко, вика, ова не се одбива, вика. Јас, вика, го немам видено, вика, во животот мој, вика, до сега, вика, до 17 години, вика, ова треба, вика, да се прифати и идеме одма за Истанбул. И ние, татко ми вика, чекај да размислиме дали можеме нешто друго да смениме да видиме. И му вика, не, не мењај ништо, ова е крај, идеме вака. И јас баш памтам, одма после тоа кога им кажав да, они се јави председателот, Азис Йилдирим и тренерот ми се јавија заедно. И после тоа вечерта веќе отпатував за Истанбул. Спомена високи цифри, ќе ми ги кажеш сам ако сакаш, иако нели тоа е приватна работа, меѓутоа и да дополниш. За мене. Добро, и да дополниш затоа што секако била преголема промена во твојот живот и животот на твоето семејство. Наеднаш имаш многу пари, меѓутоа имаш и поинаков статус. Во Фенербахче потоа доби и доволно слава, го привлече вниманието. Како дете на 17 години се носи со сето тоа? Имаш ли некогаш проблеми, па дури и депресивни моменти затоа што преку ноќ стануваш човек со сосема нови куфери и поинаков багаж? Не, слушајте, ја никогаш не гледав. Парите се некогаш и битни стварно, но јас не ги гледам као нешто посебно. Секогаш гледав да бидам најпрво човек и карактер кој што сите го сакаат и поштуваат и сите нормално ги поштува и ги сака. Така да не ме смени ништо. Тоа е, како да ви кажам, кога си фудбалер го имаш тоа 15 години. После 15 години, ако ти не си добар човек и не си добар карактер, нема да го имаш тоа, пошто завршува кариерата и после тоа више не си Ели Фелмас, него си обичен граѓанин како сите. Така да ја тоа многу добро го знам и секогаш си гледам да бидам нормален човек како и сите и не ми интересира тоа што дали имам многу пари, дали сум славен или такви ствари. Најбитно е да сум човек, карактер, добар, си да ме поштуваат и да ме сакаат. Тоа е за мене најголемо богатство. Парите денеска ги имаш, утре ги немаш, така да не ми значише ништо искрено и да се надоврзам на тоа депресивни работи. Кога отидов у Фенербахче една година не играв. Тоа не го знаа тој, например, не знаат низ каков период поминав јас. Дури, што се вика, јас секој тренинг дури плачев, што се вика, ушоблекувал пред сите. Кога ќе видиш какви играчи има и кога ги погледнеш сите тие играчи, мене не ми беше срам ни да плачам, што се вика, затоа што знаев колку можам, колку сакам и сето тоа верував дека ќе го исполнам. На моменти ми доаѓаше да се откажам, што се вика, затоа што се викав у глава, изгледа не сум јас за овде, пошто Фенербахче е голем клуб со големи звезди, големи имиња и ми беше стварно чест што сум таму, дел од тој тим, али јас сакав нешто поише. Реално да бидеш. Да, реално да почнам да играм, да осеќам и у таа една година не се оствари ништо од тоа што сакав. Реално дури некогаш му викав на татко ми, ја ќе се вратам назад, па ќе почнам се од почеток. Татко ми каже не треба се вратиш, треба само да бидеш смирен, полека ќе дојде тоа што треба да дојде. Јас имав исто така и повреда у тој момент, добив со U21 репрезентација таа сезона, стварно бев исцрпен многу и отпосле кога се вратив у Фенербахче, сватив дека можам да играм. Имаше нов председател, нов спортски директор, нов тренер, Филип Коку. Он ме бараше у ПСВ, он беше назначен како главен тренер и почнав да играм. И бев стварно среќен, али све тоа го направив со многу работа, кој што не се гледа од страна. Јавноста не ја гледа, тоа е таму гледат. Јас секој ден од Сабајле станував,
7,5, затоа што имав таква повреда кој што морав да работам плюс, за да немам проблеми за понатак у кариерата. И работев дупло, што се вика, станував у 7 сабајле, што се вика од бутел, јас идев за 45 минути, го искачував водно 50 или саат време, да речеме сега да не претерувам, али секогаш си правев неколку степс, што се вика, за да го искачам водно се побрзо и побрзо, и некогаш стигав и до 32 минути од полицијата до горе. И после тоа трчав, например, од Бутел до Тетовска патарина, кој што има 20 километри, па да се вратиш назад и такви ствари, кои што работев многу како дете, за да стигнам до овде. И почнав да играм и стварно после тоа бев среќен, но секако чест ти е што си така популарен, славен. Таму е фудбалот многу важна тема. Да, и убаво е, но има и многу големи проблеми. Ако ти не победиш утакмици у Турција, тоа е проблем, ти не можеш да искочиш на улица. Тоа не го знаат, например, сите. Ти не можеш да искочиш. Рачуна имаш те плюкаат, ти вреѓаат фамилија, све. Да, за нив е тоа најголема трагедија. Да. Посебно на дерби. Ама чекај, ти таму имаш и на дербија добри моменти. Има еден нерешен резултат, тоа е нешто што го памтиш, така? Не, ништо не заборава. Ајде, кажи ми од дерби случаите, ама знам за некој таков гол кој што... Да, игравме дерби утакмица со Галатасарај. Галатасарај, да. Дома, и дома они немаат 19 години победа против Фенербахче. И во тој момент, јас памтам, јас ќе ви кажам и внатрешно што се дешаваше. Ајде. За да биде поинтересно. Искрено јас уште како дете сонував за таков надпревар, но не верував дека толку брзо ќе ми се реализира. Искрено на 17 години, на 18 не верував дека ќе бидам таму, мислев се на постари години. Али ете така требало да биде, така Господ ме натерал и одеднаш искрено се најдов у ситуација кој што треба да играм први 11. И тренерот дојде и ми рече: "Слушај Елиф, ти ќе играш само 45 минути." Ја му викам: "Добро, нема проблем." Викам 45. За мене у дерби 45 минути на 18 години ми беше доволно, што се вика. И почна надпреварот така атмосфера која што стварно неописливо за мене. Од дете го гледаш на телевизија, се радуваш за овие двете екипи кои што се на врвно ниво у Турција. И ми беше стварно посебен момент, само што ќе искочам од тунел како први 11. И после тоа 45 минути левиот бек доби црвен картон за околу 20-30 минута и ме врати од полушпиц, ме врати да играм лев бек. И мислев дека ќе искочам после 45 минути, но не ми извади, ме остави да играм и примивме гол. После 70, 75, 77 минута постигнав гол. И тоа беше стварно нешто неописливо, искрено ден денеска и цел живот ќе го паметам, пошто се посебни моменти за мене. Ако чим успееш да даеш на такво дерби, таква утакмица која што сонуваш како дете да даеш гол, искрено ми беше еден од најомилените моменти, можам да кажам. Во кариера до сега? Па, да. Добро, потоа ти следува и доста големи работи. Од таа етапа ми беше еден од најомилените моменти, што самиот гол и што останавме непоразени, затоа што со тоа беше више 20 години. И баш они тогаш праве на Твитер дека 1999-та Елиф е роден, на 2018-та, 2019-та ви дава гол, дека се уште немате победено од таа година. Имаше интересни моменти. Тоа беше од Фенербахче. Таму звездите пружија ли рака и тоа исто важно? Не, кога имаш соиграчи кои што се нели од висок калибар и сето тоа знаат да признаат, да кажат право. Не, сите ми честита, искрено сите верува у мене уште кога стигнав таму, многу млад, прв со мене се здравува, што се вика Волкан Демирел, беше капитен, турска легенда, и ден денеска сум у контакт со делот нив, со Мартин Шкртел, со Топал, Волкан Демирел и останати. Само секако сега патиштата ни се различни, некој од нив е спортски директор, некои тренери. Јас сум фудбалер кој што морам да го гледам моето, кој што имам уште доста да работам, така да не можеме да се видиме, но све беше супер и коректно од нивна страна, многу работи научив и ми е мило што ги запознав искрено. Следува една убава приказна наречена Италија со целото тамошно искуство.
И тука да прашам, тој трансфер, таков каков што беше атрактивен, тој втор, бидејќи првиот го кажа во најавата како најскап, и второто место е твое, со преминот од Фенербахче во Наполи. Грешка или не? Зашто? Дали некогаш размислуваш требало ли да биде така добро или што го направи тој трансфер? Види да не се лажеме, искрено, се се брои, ми... титула и се, меѓутоа, Да. верувам си го поставуваш прашањето. Не, видете, до сега ништо не погрешив. Нема грешки? Нема грешки. Океј. Тоа е судбина некогаш. Некогаш мораш и низ таков пат да пројдеш. Искрено, татко ми беше тој што не сакаше да идем у Наполи, а јас бев тој што сакав да идам у Наполи, затоа што ми дојде времето да напуштам, што се вика, Турција, за да продолжам у европскиот фудбал и да се надпреваруваш уште поголеми надпреварување како што се Лига Шампиони, Лига Европа, еден голем клуб со поголеми клубови у Италија, кои што знаете, Јувентус, Интер, Милан, такви се многу уште поважни, побитни, Јасно. погледани. И реков дека е момент да отидеме у Наполи и трансферот скоро е 21 милион целов купен, али они го кажуваат како 16, 18, 19, али не е битно. Добро. И искрено сум среќен што сите чекови што ги направив до сега моментално беа одлични, немам никакви замерки, нема врска и тоа што не играв у Лајпциг. Ја и тоа го гледам како позитивно, повторно. И тоа има некаква причина Да, зашто и било? тоа е точно. Само уште малку за Наполи, пред да одиш таму, претпоставам дека имало консултации, особено со твоите пријатели, македонски играчи, кои што Да. веќе има искуство во Италија. Горан Пандев, Да. нема ни потреба, веројатно го спомена. Бате Горан искрено ми се јави и за Интер, тогаш имав и Интер. Интер беше скоро завршена работа. Па зошто не? Па, ете, во тој момент се случија многу ствари, не успеавме да го реализираме трансферот, но беше готова работа Интер. Автоматски само требаше да патувам во Милано да потпишам договор и мене тоа ме е тоа. интересира се уште каде се тука нијансите. Значи, финансиите најмногу играат улога или останатите После услови? тоа више не игра финансиите улога. После тоа више игра улога тренерите, Да. проектите, Околностите, да, плановите. што ми нудеа како играч. Не гледа више дали финансиите ќе бидат вау или не. Него нормално финансиите си поставуваш ти некој си твој стандард да. и си бараш тоа што треба да ти го што го заслужуваш. И ако го добиеш, окей, ако не, некогаш мораш и да речеме погоре, подоле, да најдеш некоја средина, затоа што ако сакаш ти и они, ќе се најде некој договор, не е проблем тоа више. Не беше више проблем тој аспект. И со Бате Горан баш имаше една случка, овде у Македонија бевме у Плаза, јас се качував у автобус и он од позади ми вика: "Ти бато си само за Наполи", ми вика мене. Ја го гледам, викам: "Што викам за Наполи, викам што нека викам Интер, викам некој друг клуб." Вика: "Не, вика ти си вика за Наполи", ми вика. "Ти треба да идеш во Наполи." И јас после тој период, после скоро 6 месеци ми се јави Наполи. И јас бев шокиран, викам: Дали е можно? Могуќе, викам ова, викам. И после тоа кога се видов со Бате Горан, му реков баш, викам, како, викам, тоа кажа, викам, тоа дојде, викам, и тоа се оствари. И Значи, од него си имал поддршка за... Да, до сега за све што ми, за све ми има помогнато, за све ми има дадено идеи, како треба, што треба и искрено беше доста голем пример за мене, со самото тоа кога отидов у репрезентација на 17 години, гледав како он се понаша со играчите, како он се понаша со луѓето и ми беше многу јасно каков треба да бидам од прилика. Знаете сите кој е Бате Горан, што има направено за македонскиот фудбал и светскиот фудбал, така да Ај кажи ми еве и од останатите популарни фудбалери што ние ги гледаме, ти што велиш на телевизија или на трибини, кој е некоја личност што ти оставила голем впечаток, не само како фудбалер, туку како човек, како џентлмен? Знаеме дека има фудбалски икони што светот ги почитува поради целосното нивно однесување, имидж, какви се кон фамилијата, кон јавноста, кон сите. Не само какви фудбалски капацитети имаат, нели? Да, еден од нив можам да го одвојам Дрис Мертенс. Дрис Мертенс ти е баш позитивен лик, секогаш знае да те направи среќен со све. Реално, искрено, таков лик многу ретко се наоѓа. Баш има да речеме, балкански менталитет, али многу поразличен. Балкански менталитет од нас и стварно беше
е добар пример за мене, затоа што знаеше попрво да ги почитува тие што се у помала функција у клубот, него тие горе, што се у поголема функција. Секогаш гледаше да биде многу подобар со тие доле, него со тие горе. Добро. И тоа е, како кажам, човечност, пак карактер, Мертенс, Кулибали, можам да кажам Мехмет Топал, Волкан Демирел, Мартин Шкртел, Ван Перси, исто така. Ван Перси беше па многу едноставен. Сега ќе речеш Ван Перси играл у Манчестер Юнайтед, Арсенал, такви ствари, кога ќе видиш, јас го нема видено некако поразлично облечен. Имаше едни обични фармерки и една мајчка и така доаѓаше. Јас го прашав еднаш, викам, зашто доаѓаш, викам, вака, викам, цело време, викам, немам на колку да докажувам јас да купувам, вика, такви ствари во ова, она, вика. Јас, вика, сите ме знаат, вика, мене, ја кој сум, вика, и што можам, вика, да имам, вика. Таката, вика, за мене, вика, не значи, вика, ништо, вика, ја ако облечам тоа или па сега да се покажам. И тоа е така. Би одвел или со кого имаше најдобра разбирачка, а со кого може би најслаба, што и тоа не е страшно, затоа што и оние најзвучните, еве кого да го земеме, Жозе Моринјо или Пеп Гвардиола или кој да е, има играчи со кои што соработува супер, а има некои такви кои што ќе речат не е добар и не ми одговараше. Сите сме различни личности, така? Ова е интересно прашање, нели? Да. Искрено да ти кажам право, најдобро што се снаоѓа беше Спалети и Анчелоти и Гатузо, окей ми беше, а така што уопште не можев да некако да му бидам симпатичен и од мене беше тренерот на Белгија, Руди Гарсија. Да. Уопште не се сакавме. Ни него, ни од мене, искрено. Само карактер беше во прашање. Тоа е тоа. Па, карактер беше искрено, реално, не знам, некако, дали у тој момент, пошто веќе поминав 4 години, освоив Скудето таму, освоив Копа Италија и цело време ми вика оваа година е твоја, следната е твоја и секој тренер кога дојдеше, сите ме гледа како млад. И ми беше више, како ти кажам, у глава X, минус, не знаев реално што да правам сам со себе и реков или кидам, ќе му кажам дека ќе играм или па ќе биде све контра. И у тој момент отидов и му кажав, викам, јас мора да играм, викам. Не може, вика, да ставам, викам, на клупа, викам, мора да играм, викам, не ми се доволно, викам, 20 утакмици, викам, како први 11, викам, сакам, викам, да играм, викам, мора да играм, викам. И тука више почна тоа. Контра и така, ти дали пак беше супер. Али тоа беше највише што немав некаков диалог. Може да приметите со самите изјави што ги дава он за Македонија, одма се приметува дека нешто не штивало меѓу мене и него. Македонија, тоа е многу битна тема, Македонија. Али јас си го испочитував повторно и му дадов рака и се тоа. Да, джентлменски, fair play, што би се рекло. Јас бев изненаден, пошто неговите помошници стварно дојдоа коректно, ме изгушка, ме испочитува, ме испрашува за све она што се дешава. И беше супер, искрено. Јас што го видов ми беше мило, секако пак ќе се видиме сега за 2 месеци, на неколку месеци играме против Белгија и тоа е една од најбитни такмици. Надам дека ќе победиме. Да победиме, дај Боже, да. Ние навиваме за вас, знаеш. Туку Македонија, како е да се биде македонец? Можеби во Турција полесно, ти ќе кажеш, меѓутоа како е да се биде македонец во италијанска средина, каде што има играчи од цел свет, меѓутоа сепак знаеме дека статусот е поинаков, дури и самите документи се поинакви, пасоши и се останато, кога ќе дојде ред да се прават трансфери и да се потпишува, тогаш малку е потешко со македонски пасош, за жал. Меѓутоа и генерално статусот си се почувствувал или некогаш неубаво, или мислиш ли дека некој направил било што против тебе, или едноставно не ти помогнал и тоа е доволно, само поради тоа што си македонец? Не, видете, имало многу случаи кои што кога си македонеци, не знам, некогаш не подценуваат многу не омалажуваат, што се вика, не гледат како многу мали, а не знаат што се дешава у државата, например, и такви ствари, не гледат многу поразлично од тоа ние што го гледаме овде. И некогаш тоа боли стварно, кога ќе го слушнеш, кога ќе ти каже некој збор од нигде никаде, кој што он стварно нема појма, али он го збори, пошто не бил
не знае, знае. и некогаш ќе дојде и ќе каже дури ја не знам никаде Македонија. Али нормално дека имаш малце проблеми од тој аспект кога имаш такви документи, пошто јас имав, не дека немав, имав доста проблеми, например, не ти дозволуваше, например, нашиот пасош не дозволува како младинец да идеш надвор и да играш за можеби за многу подобра екипа, од што например ќе останеш овде за 15 години, на 15 на 14, него можеш да се развојуваш многу подобро, да идеш у странство и да добиеш некој си подобра развој, основа, некој развој подобар што се вика. Јас имав такви проблеми, но ете, јас сум среќен искрено што сум од Македонија, што сум овде и Да, знам дека тоа никогаш не го криеш и секогаш гордо си го кажуваш. Да. И искрено мене ми е многу полесно да седам овде у Македонија него у Турција и Италија. У Италија и Турција ме гледат многу поразлично, многу поише не почитуван, но поише ме гледат како звезда. Поише ме доживуваат. Таму си поголема звезда? Да, таму сум поголема, да, точно. Овде ме гледат како, знаеш, ја така го сваќам како знаеш, ништо не направив, да, елив, како обичен, не знам како да го искажам искрено тоа. Јас некогаш, јас се чудам и, например, кога видиш ти Горан Пандев, например, македонски народ, ти исто кога да го гледаш Лионел Меси. Јас сега да го видам Лионел Меси, мене ќе биде чест, горд ќе бидам, дури ќе ќе сликам и сето тоа и ќе го раскажувам можеби моментот 10 години што се вика, пошто менталитетот мој е таков. Сега кога гледам например дека ние си релативизираме. Да, например Горан Пандев, Перо Антич, Кирил Лазаров треба да бидат поштувани на посебен начин, да ги почитуваш на посебно. Тоа ти се икони кои што за секогаш ќе ти останат. Тие представувале државата во најубаво светло. Едниот, например, НБА, кај што цел свет гледа НБА. Другиот има освоено се уште во Лига на шампиони, точно, да речеме, има освоено све живо и диво, има играно за Барселона, за такви клуби како Пари Сен-Жермен, Нант и све тоа. Другиот имаш Лига шампиони, триплета со Интер и свето тоа треба да се почитува на многу поразлично. Според ова што кажуваш, низ Скопје и низ Македонија не ти е тешко функционирањето? Можеш сега да излезеш и било каде да одиш, немаш многу ми е подобро овде, затоа не одам нигде на одмор, пошто ми овде поубаво. Да, тука се релаксираш. Подобро види кога живееш во Италија, да речеме, кај да одиш на одмор се. Има опции кај да одиш, ама добро, да, али ја во Торино живеам, така да нема. Без разлика. Реално да, искрено таму поише не гледаат како звезди, например. Имаше сега, кога се враќам од Казахстан, еден од управниот одбор у Федерација, ми вика, леле, бев таму, се у Наполи, и кој им кажа Фели Фелмас, Горан Панев, леле, сите живеат за вас, вика таму, сите ве знаат, вика. Па викам, нормално, викам, не гледат како ти што ме гледаш како сега овде, викам за тоа, викам. Не доживуваат поразлично, побогато, јас го викам тоа, поубаво, поубаво чувство. Да. Али некогаш и тоа тешко. Не е лесно. Немаш мир, немаш приватност. Немаш мир, немаш приватност, пошто некогаш секој човек сака приватност да има и такви ствари, така да некогаш е тешко, некогаш убаво, зависи. Вистина е дека имаше понуди да играш за турска репрезентација или не? Да, вистина е. Бев и на таа тема размислуваше или воопшто не размислуваше? Не, размислував. Играм за Македонија и крај. Не, размислував. Јас сум искрен за вакви ствари, не лажам, така да размислував. Искрено размислував, пошто имаше некои ствари кои што, да речам, не ми прија од некои си односи и размислував искрено да тоа, али ми беше препрека, морам да кажам, тоа што сум роден овде, тоа што исто така Македонија му има даено многу на татко ми, работеше уште од тогаш, не само татко ми, мојата фамилија, а најголема улога морам да кажам дека играше Бобе Милевски, селекторот на А репрезентација моментално, кој што со 16 години ме повика у 21, исто така ме однесе на европско првенство со нив и решив да чекам, да видам, се консултирав и со него, зборевме на таа тема исто така и чекав да видам што како ќе се деси, но искрено секогаш сум горд што ја избрав Македонија и што си играм за мојата држава, така да нема нешто побаво од таа држава кај што си израснат, кај што си роден, да ја представуваш и надвор од неа и овде кога играм за репрезентација,
така да секогаш гледам да дам максимум, секогаш гледам да однесам се погори, не само јас, сите ние што сме дел од таа Ако трпите критики, сепак критиките се нормални. Да, Јас и дел се од спортот, ја прифаќам критики, тоа е нормално, но знаеш како викам, ќе прифатам критики ако ме критикуваш правилно. Ако не ме критикуваш правилно, тогаш не прифаќам ништо, пошто јас гледам правилното. Ако ме критикуваш правилно, нема проблем, ама ако ме критикуваш погрешно и неправилно, тогаш не можам да прифатам. Има некој што не верувал во тебе, во твоите фудбалски капацитети и сега можеби се покајал или Па има. Имало доста. такви луѓе? Да, има доста. Што најмногу од фудбалскиот свет, да речеме тренери? Кој? Не, тренери Блиски? Па сега блиски. Не можам да кажам блиски. Не барам име, чисто ме интересира дали имало такви што знаеле и тебе дури да ти коментираат, ајбе ти фудбалер ќе станеш, како Да, не? имало доста, имало доста, дури имало и што се вика, јас викам понижувачки да ти окаже тоа, пошто знаете, мојата фамилија работи со семки. Да. И имаше еден кај мене у Бутел, имаше еден и ми рече на игралиште, вика, абе ти ќе станеш фудбалер. Еден играч имаше у Бутел што исто така и он не беше фудбалер, нешто играше младински категории, не знам што, и ми рече, абе ти ќе станеш фудбалер. Кај можеш да станеш фудбалер, ти семкар можеш да бидеш, само ништо поиш. Го гледа вака, викам, добро, викам, ќе видиме, викам, понатака, викам, па ќе разговараме, али тоа не ме понижи. Може он и така мисля дека ќе те понижи со тоа. Не, тоа е само мотив плюс. За мене секогаш беше мотив плюс. Тој што ме тапша по рамо, мене ми е Можеби тој всушност не точно, помага. Тој не помага. Тој што ќе те критикува, што ти мисли добро, секогаш ќе ти каже што можеш да поправиш и да направиш тоа што треба да го направиш. Да. Така да мене тоа ми беше само мотив плюс. После се што ти се случи до сега еве во кариерава, сепак е богата, имало и добри работи, не толку добри за тебе. Што ти е сега мотивација? Ајде сега да си ги кажеш желбите, таму читам секакви наслови, па желби за премиер лига, па вакви и онакви клубови, меѓутоа прво дали ти е тешко да си одржиш се уште мотивацијата, нели да си поставиш нешто плюс од ова? И каде некако најмногу ти оди паметот и желбите? Видите, мотивацијата секогаш ја имам. Секогаш ја имам, пошто знам што можам, знам што сакам уште од дете, си правев мои цели, за да знам како треба да ми се оди мојот пат до успехот, што се вика, до тоа што сакам. И од прилика моментално сум баш скоро морам да кажам најубавите години кај што баш треба да искочи тоа најдоброто од мене. Така да моментално сум баш мотивиран и баш фокусиран на мојот дел од кариерата. Моментално сум највише. Тоа што направив до сега беше убаво, али сега сакам да направам уште побаво да биде. Тоа ми е поголема мотивација моментално, да биде уште побаво од тие 17 до 24 што се вика. Сега сакам да бидат уште побави, овие години до 35. Една од мотивациите ми е да се пласирам на светско првенство. Јас кажав, се додека не се пласирам на светско првенство, нема никогаш да напуштам репрезентацијата. Мора да се пласирам на светско првенство, па тогаш може да се откажам од репрезентација. Се додека не го направам тоа, нема да се откажам. И ако сум у пензија, ќе се вратам ако се пласира другите. Добро. Океј, ќе те прашував дали кога и дали планираш капитенската лента да ја ставиш, според овој план ќе биде, ќе дојде на ред, не може да се прескокне. Да, здрави. Не, тоа не е нешто, кој знае што, тоа секој селектор си има свое, одлучува он, така да јас поштувам додека се Барди, Столе, Џани и има други играчи нормално, никогаш нема ни да ја побарам капитенската. Така има ред, нели, има хиерархија, се разбира. Не се мешам од тој аспект, тренерот одлучува. Со клуб што правиме? Клуб искрено и моментално. И за тоа сега се пишува дека не знаеме како и што ќе биде со твојата иднина. Да, и ти не знаеш, меѓутоа што е главниот проблем сега околу тоа, дали тука ќе останеш, дали треба да се вратиш во Лајпциг или да биде некоја друга опција? Не, моментално како што стојат работи, треба да се вратам во Лајпциг. Не треба да заборавиме дека јас имам уште 3 години договор во Лајпциг. Да. Така да Меѓутоа? Па не, моментално е тоа. Како што ви кажав, сум сега фокусиран, бев на овие две утакмици. Со Торино морам да кажам дека заврши и стварно сум среќен што го избрав тој пат.
да поминам да видам како е Торино, да се биде дел од Торино. Има убави навивачи, добар клуб со стара поддога што се вика, има 5 освоени скудета Торино и го видов стварно убаво, што се вика, го поминав на добар начин и среќен сум од таа гледна точка. Од Точно. тој аспект, да. Од тој аспект сум среќен. Сега ти се враќали во Германија, во објективно? Реално не знам, се уште не знам, затоа што има нешто од Шпанија, има нешто од Премиер лига, има нешто Понуди? од серија. Се уште се размислува, се уште се гледа кој ќе биде правилно за мене. Да видиме, треба, тоа не е така едноставно да како вие што мислите и готово потпиша овој. Тоа се размислува, се прави анализи, кој клуб, колку, што, како, кој проект ќе ми одговара, кој тренер, дали екипата игра 4-3-3, дали игра офанзивно, дали дефанзивно. Има многу главоболки имат. Да, и Никола ќе го боли главата со тебе многу. Никола ќе боли највише. Да, најмногу го боли него главата. Точно. За Германија најмалку те прашав, чекај, германски научили, совладали до кој не? Искрено не научив и Види да ти беше. кажам, јас сум меѓу луѓето што стартот биваат германски да се обидат да учат. Не е убаво, знам дека не е убаво, меѓутоа и мене ми звучи тешко, значи тешко е навистина. Тешко. Ја искрено пробав да научам на почетокот кога отидов, али после еден период реков дека Отпор ти се создаде? Не, едноставно самиот статус у клубот ми создаде некоја одбивност спрема јазикот. Реално. А зошто, што се случи? не Всушност, знам. кои беа најголемите проблеми? Имаше некои сериозни проблеми со меѓучовечки односи или Не, само немав. одлуки? Не, немав. Баш бев коректен, многу добар. Искрено со сите сум и ден денеска добар, се уште сум у контакт со играчите, со некој од клубот. Спортските директори се уште исто така, но тој момент не знам што се случи одеднаш, мислам дека устанав антипатичен на тренерот поради тоа што валјда имав освоено нешто поише од него. Валјда, не знам се, не сакам да зборам глупости, Така, да не е така. тоа е негова одлука, нели? Да, Што и како негова мислел? одлука, Да. јас ја почитував. Добро. Искрено не сакав да напуштам и да идам на позајмица, пошто не ми беше тоа у план, ми беше да се борам, се додека али не добив никаква шанса, не ми дадоа никаква шанса, не ни ми рекоа дај или да те пробаме да видиме дали можеш да играш. И они се гледаат некако тренерите, зборам само тренерите, не зборам за клубот, клубот е фантастичен, има тренинг центар огромен кој што е со 700 души, кој што имаш своја соба, имаш секакви салтанати за фудбалер, ги имаш таму. Све имаш. Значи клубот е топ ниво, реално дури можам да кажам и боли од Наполи, од тие тренинг центри, такви ствари, како Фенербахче беше дел. И среќен сум јас пак, јас викам, јас никогаш нема да кажам дека не сум среќен што го избрав Лајпциг. Јас сум среќен што го избрав Лајпциг. Тоа ми било, јас секогаш го гледам позитивно. Повторно гледам позитивно. Не можам да гледам негативно. Додека беше Точно. таму. Јас тоа ми даде мотив плюс пак. Јас викам, некогаш не може све да идеш горе. Ако погледнете уназад како мене ми иде кариерата, све иде горе. Никогаш не отиде доле, све иде горе, иде Фенер, од Фенер иде Наполи, Копа Италија, Скудето, 25 милиони трансфер, Лајпциг. И сега, кога ќе видиш тие 8 години што ги имам поминато, се на топ ниво. И некогаш мора да идеш доле за да се освестиш од нешто. Тој чекор можеби беше да се освестам, дека треба плюс, треба поише и сватив после некој време сватив дека сега е моментот да докажам дека јас сум за тоа топ ниво. И почнав да работам упорно, се вратив и сега мислам дека се полека Рековме, крајот на сезоната ти беше некако убав, сега можеш малку да одмориш и потоа со нови сили во нови победи. Океј, при крај сакам да те прашам малку за твоето семејство. Во оваа прилика се раздвоивте, се разделивте, особено дека ти беше во Германија сам. Значи најтешкото човек мора го помина сам. Тоа е непишано правило. Што прават твоите, какво им е нивното секојдневие сега? Брат ти исто фудбалер? Да, беше, само ги скина лигаментите и минискусот. А сега има повреда. Сега има Таа повреда. најнеубавата за фудбалер. Точно. И Каде тренираше? у Наполи. Во Наполи, добро. Со мене беше у Наполи.
како што гледате и братучето ми овде. Да, братучето на Илиф тука не поддржува позади камерите и тој е фудбалер. Сите имаат тежината да бидат брат на Илиф, братучет на Илиф и така, но добро. Малце сега е потешко за нив. Што прават твоите во Италија? Тоа раскажи ми. Имаш ли се? Сега ќе го објаснам. Јас кога отидов у Лајпциг, истина многу тежок период беше. Сега вака овде не можам да ви објаснам све, али ќе ви кажам едно нешто. Јас 8 месеци спиев у една соба, у хотел. 8 месеци. Немав куќа, немав стан, пошто немаше да се земе. И 8 месеци спиев само у хотел. И беше стварно хаотично. И моите не доаѓа. Моите беа сите заедно тогаш у Наполи. И бев одвоен, што се вика, татко ми го пратеа брат ми, пошто он ги скина лигаментите, беше он на операции, на физикални терапии, такви ствари, беше све хаос, мајка ми и сестра ми беа у Скопје, татко ми со брат ми некогаш у Рома, па после тоа отидоа у Наполи, има физикални исто така, со доктори, јас исто проблеми таму, све беше хаос, искрено тие од јуни до јануар беше хаос. После тоа, јануар, јас преселив у Торино, моите остана у Германија, пошто последните 2 месеци, више куќата ми беше готова, и моите, мајка ми и сестра ми само што дојдоа, јас направив трансфер фактички, они требаше да си одат, и они остана у Лајпциг, а јас отидов у Торино, јас повторно сам. И после тоа, татко ми беше у Наполи со брат ми, се уште брат ми и ден денеска се уште полека се враќа и он остана со брат ми, но секако дојдоа кога требаше да се потпише сето тоа, дојдоа со мене, брат ми и татко ми и после тоа мајка ми од таму отиде у Наполи, моментално они се овде со мене, но треба сега сите уживате, овде сте на малку на одмор или што? Да, на одмор сме, како знаете, беше и празник, но и сега треба некои ствари повторно се направат, они треба да идат овие денови до Германија, треба да се земат некои ствари, треба да се среди, да се види, значи они те следат на некој начин. Да, следат и така се подредени коцките во вашето функционирање. И се осеќаат среќно покрај мене, со мене, заедно сите секогаш. Браво. И така се надевам да ќе биде уиднина, пошто јас како што и кажав и кажувам, јас секогаш ќе живеам со моите. Така сум израснат со брат ми, со сестра ми, за жал, нема да може, ќе мора еден ден да ја омажиме, али со брат ми... Тешка работа, знаеш, тешка работа. Знам, тешка работа, али тоа е дел од животот, што се вика, така да... Точно така. Ќе видиме. Добро, ќе привршам на овој начин, рековме нема многу навлегување во приватност, ќе го почитувам тоа, но ми интересира дали на човек млад како тебе, со статус како што имаш, и слава, и професија, е тешко да има вистински пријатели, па на крајот од денот и партнер, партнерка, заради тоа што нели секогаш се тука некакви интереси и потешко е на вас да процените кој на вистина ве сака, а кој е тука ради други нешта. Ради славата, ради фотографиите, ради парите, ради се останато. Да. Не, искрено е многу тешко. Е многу тешко, пошто стварно не знам како не гледат од страна. Јас можам да направам некоја слика како ме гледат од страна, но на крај крајево мораш да одлучиш за некои дистанци, што ги викам јас, некои луѓе да не така лесно допра до тебе, иако они го мислат тоа као его, али тоа не е его, тоа е само пазливост што мене би ми дало комфорт зона да си бидам спокоен, сигурен и безбеден. Така да пријатели имам многу познатства, имам многу што сакаат да сликаат и кафе да пијат и муабе да направат и такви ствари, но ја лично си ставам знам со кого, каде, колку можам. Не избегавам со никого да не пијам кафе. Секој ќе пијам кафе, не ми е проблем никаков, но пријател за мене е посебна ствар и ги гледам поразлично. Многу мал круг на пријатели имам, пошто пријател не може секој да ти биде. Точно. Не е лесно. Мора да имаш некаква конекција посебна, некоја верба посебна. И знаете, денешно време е многу тешко да најдеш пријател или како што кажавте, партнерка, партнер. Не знаеш
зашто те гледаат. Но секако треба да си одлучиш што мислиш, како мислиш, дали е она правилна партнерка, дали он е правилен пријател Да. и да видиш како те гледаат. До сега моментално имам стварно, морам да кажам, многу мал круг на пријатели, но знам дека се искрени, Вредат. ме сакаат и ме поштуваат, тоа е најбитно. Последно прашање, само уште едно, нема време, да можеш да влезеш во туги копачки, односно да бидеш некој друг фудбалер, да не бидеш Елиф Елмас. Кој сакаш да бидеш? Роналдиньо. Роналдиньо? Да. Пред некој ден гледав клипови и човек да ги гледа бесконечно пати, повторно се интересни, повторно неверојатно е што прави. За мене, Значи, Роналдиньо. за мене, јас секогаш кажав, мој идол е Роналдиньо. Јас кога почнав да гледам фудбал, го гледав Роналдиньо. Секако, имаш играчи топ врвни, но за мене беше Роналдиньо посебно нешто, пошто беше она, како ти кажам, овие нови генерации, претходни малци што беа она ќе падне, ќе стане, ќе глуми, ќе ова, ќе она, едино што беше така Меси и сигурен сум он го земал тој пример од Роналдиньо, пошто он игра заедно у Барселона и Роналдиньо стварно за мене беше посебен, она беше јак, тврст, технички многу добар, дриблинг фантастичен, посебен лик со коса. Да, и со харизма и со се. Точно. Да. И искрено, ако би можел некогаш да сменам, тоа би било Роналдиньо. Роналдиньо. Елиф, многу ти благодарам. Мене ми е жал што минутките ми се толку, меѓутоа сум многу среќна, ми направи огромна чест што во твоето време, што ти е слободно и што ти е за одмор, конечно ја прифати поканата да дојдеш во Fair Play. Ти го посакувам најважното за секој спортист, тоа е добро здравје. Посакувам пласман на светско, тоа навивам за вас, знаеш, цела јавност навива. И ти посакувам успех во иднината каде и да биде, а ќе биде така како што треба, нели? Ќе видиме здравје само, како што кажете, здравје пред се, па се надам дека ќе биде тоа за сите нас, што се вика прв пат на пласман на на светско првенство. И ќе бидеме сите среќни, на сите мали дечиња ќе им ги исполниме, што се вика, со ништата. Како што еднаш прочитав баш конечно да пробаме да тој Панини албум што се вика од светско првенство да бидеме и ние. Македонија. Тоа е сон на секој дете, на секој човек од Македонија, исто и мој. Се надам дека ќе биде тоа остварено веќе, пошто мислам дека е време. Да. Ти благодарам уште еднаш многу. Јас ви благодарам, фала на поканата уште еднаш и ми се надам дека уживавме сите заедно. Ти благодарам, до некоја следна прилика. Ова беше Елиф Елмас во нашето ново издание на Fair Play. Посакувам сите вие да уживавте и ќе повторам, среќна сум што ја имавме заеднички оваа прилика. Ние се гледаме повторно во нашиот стандарден термин следниот викенд. До тогаш се најдобро.